Прво дозволете на изјавата да ја осудам, поради тоа што сметам дека не е во духот на демократските вредности, не е во духот на цивилизацијските вредности, ако сакате, не може ниту еден политичар од Бугарија да ги навредува нашите институции. И тоа воопшто не е во духот на добрососедските односи. Меѓутоа, ние многу пати наназад во изминатите години, децении од нашата самостојност сме се сретнувале со такви ситуации. Луѓе кои не негирале, луѓе кои не провоцирале, и тоа трае од 90-тите години наваму, и тука до израз доаѓа умешноста на дипломатијата. Еве ќе се вратам во 90-тите години, да подсетам во време на тогашниот претседател Бранко Црвенковски, претседател на Социјалистичката интернационала, Пиер Мора, му кажал, не може секој племе на Балканот да има држава. Ма тука не треба да се нервира, што треба да се изработи. Еве, ние сме се држава членка на НАТО. Ние со провокации од бугарите сме се среќавали и понатаму. Бугарите не се различни од лани до сега. И во наше време, кога сме ги преговарали и договорите со Грција и Бугарија, имало луѓе кои што провоцираат. Па сме успеале да во договорите стои чист македонски јазик. Значи, умешноста на дипломатијата се гледа тука. Понатаму имате пратеници од ЦДУ кои што гласаат така како што гласаат за извештајот. А во 2023 година Бундестагот донел во наше време со наш дипломатски менеджмент на резолуција за признавање на македонскиот јазик. Значи, дипломатијата мора да се користи со цел да ги извлечеме најдоброто за земјава. Да одиме напред, да ги отвориме преговорите, тоа е единствената иднина за земјава, тоа сите го знаат, меѓутоа тоа не бара. Тоа не бара ниту нервоза, не бара ниту патетика, не бара ниту патетични пресконференции, тоа бара сериозна борба. Тоа бара обединување и борба. Еве, вчера премиерот се повикува на Крушевскиот манифест, па да имале таков пристап и комитите и партизаните, ни Илинденско востание ќе се случило, ни народно-ослободителната војна ќе почнува. Ниту пак ќе сме стигнале до сега кај што сме тука. Секогаш ќе има такви провокатори. Работа е како ќе се справиме со тие работи. Не, сметам дека не треба да се повлекуваме од договорите. Сметам дека договорите се права за да служат да некои односи се надградуваат во духот на добрососедството, во духот на копенхашките критериуми, во духот на Европа. Ништо нема да направиме ако се повлечеме од некој договор. Треба да бидеме принципиелни, да бидеме коректни. Нека гледа Европа ако има провокатори од другата страна. Наше е ние да покажеме дипломатско, фер, добро соседско однесување.